Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Додека Ковачевски и Груби трошат милиарди народни пари без тендери, народот веќе од четврток ќе треба да плаќа поскапи цени на прехранбените производи. Од четврток, народот повторно ќе треба да мисли дали ќе плаќа поскапи намирници и во колку саат или кој ден ќе поскапи некој производ. Очигледно е дека цените се замрзнуваа за да може Ковачевски да оди по продавници со камери, промовирајќи се пред народот бидејќи никој не го знае, затоа што не излегол на избори. А кога заврши потребата од сликање, се одмрзнаа цените. Ковачевски не ги презаде суштинските мерки кои ги предлагавме, а сега ги укинува и оние половични мерки кои ги преземаа по силен притисок од ВМРО-ДПМН и јавност. Ковачевски веќе од утре ги одмрзнува цените на голем број производи и со тоа удира по джебот на народот. Народот е осиромашен затоа што втора година поред го јаде најсилната инфлација со која се соочиле сегашните генерации на македонци. Имено, стапката на инфлација во април оваа година во споредба со април минатата година е 13%, кај храната и пијалоците 16,5%, додека пак лани во текот на целата година имавме инфлација од скоро 19%. И кога кумулативно ќе се соберат процентите, доаѓаме до бројка од 32%. Преведено во бројки, тоа значи дека 21.400 денари пред 2 години вредат како 30.000 денари денес. Реалната плата која ја примаат граѓаните е падната, а не покачана како што тврди Ковачевски. Власта си игра со бројки, додека народот има празни новчаници. Според Државниот завод за статистика, реалните плати во Македонија во изминатата година се намалија за скоро 5%. На ваквите примања и на паднат животен стандард на народот, власта ги одмрзнува цените. За дупката во буџетот која тие ја прават со криминал, да ја полни токму тој народ, кого истата таа власт го краде. Апелираме власта да го продолжи рокот на важење на замрзнатите цени. Народот не е должен да ги плаќа криминалите на власта. Ви благодарам.